Продукцијата на РТК.мк успеа да откине мало парче кавадаречко секојдневие од творештото на Златко Вузевски и да ја пробуди во оваа сведрата страна на животот, хуморот и смејата. И првата и втората проекција на лакардиите на Паја на 14 и 15 ноември помина безпрекорно. Ви благодариме за полната сала. Целта да ве расплачеме од смеа беше успешна. Вашите насмевки се наш мотив да продолжиме со работа. Лакардиите на Паја, Блажо и Мара и на големото платно беа примени одлично кај публиката. Сите 42 вица кои беа комбинирани со мали ефекти, со одветна музичка подлога, во големата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе предизвикаа спонтана смеа, дури и за делови од хуморот каде не се надевавме. Излезе симпатично, а пред се блиско за гледачите. Пајата Златко Вузевски, од чија продукција откинавме мало парче кавадаречко секојдневие, успеа да ја пробуди во нас ведрата страна на животот. Голема благодарност за публиката која не следи на социјалните мрежи и за оние кои дојдоа во живот да ги видат Блажо, Мара, Нацо, Нада, Пејто, Ристо, Пајата и другите јунаци и творци на ова видеоиздание на rtk.mk. Во знак на благодарност за поддршката за првата сезона, регионалната телевизиска куќа rtk.mk им врачи благодарница на оние кои први ни веруваа дека ќе успееме со овој проект. Тоа се Инел Интернационал, Кошувчанка, Домот на културата Иван Мазов Клибе, Црна река и ресторан Златна рибка. Интеракцијата со публиката беше на потребното ниво и за нас тоа е доста важно. И покрај гледаноста на социјалните мрежи, интересот во салата беше неверојатно искрен. Едноставно, секојдневните проблеми престанаа да бидат преокупација. Царуваше смејата, она искрената, главната улога ја имаше хуморот. Продукцијата на РТК сега станува препознатлива по лакардиите на Паја и затоа ќе продолжиме со новогодишна едиција и напролет со втората сезона. Инаку по двете проекции, наскоро ќе има повторна средба со Блажо и Мара и другите учесници во лакардиите на Паја во салата на Домот на културата. Кога точно, ќе ви известиме навреме. Кај си досел? О, да знаеш како се заеба. И што ти речува? Да се остави, бе. Не мешај ситуација и чотек. Тој на умре, точка, продавам голф дизел. После завршувањето на проекцијата кажав една многу интересна работа. Тоа е до души феномен, јас би рекол. Сите овие вицови кои што оваа вечер ги презентираме се по 200 пати читани и по 200 пати гледани, нели, додека траеше првата сезона од лакардиите на Паја. Меѓутоа, големо платно си е големо платно. Реакциите ги видоме сите. Особено ние, делото, луѓето од организацијата, јас бев се настрана и всушност повеќе ги пратев реакциите на луѓето, отколку очекував дека ќе биде многу добро, ама ова не испадна многу добро, ова испадна малку повеќе од одлично. Толку сум му многу благодарен на вие кавдаречки народ, толку многу сум пријатно изненаден. Уште една работа, таму кажав дека целта на оваа група луѓе, ентузијасти, професионалци луѓе, го прават токму тоа што публиката го бара и што го сака. И го прават токму за нив. Чувството да ги видиш вие 300 луѓе оваа вечер, да се изнасмеат до солзи. Например, на излевањето една моја пријателка ме рече да се сликам, а вика чека првен шминката, вика си ја избришам и ја размачкана од солзи, од смеење. Значи, кога тоа ќе го постигнеш, кога тоа ќе го кажа, ќе го почувствуваш, и самиот кога ќе го видиш нели со своји очи, знаеш дека имаш производ кој што ќе руши рекорди и кој што е исто така многу важно, што не беше, нели, и самиот знаеш на почетокот како предизвик да остане не само за нас, не само за овие генерации сега што го гледат, туку и натаму, како што, нели, ни беше нас како еден пандан кавдаречката династија, на династијата на кавдаречки начин, нели, радиоиздание, ама кое што до ден денеска оставило траги. Овоа плюсот е, нели, визуелно аудио, има да биде, мислам дека ќе биде голем хит уште долги години нанапред. И со самото тоа дека како што го гледаме сега, ни дава поттик и ни дава сила и пред се ни дава желба, нели, уште поголема да продолжиме понатаму и ќе продолжиме нормално. Кажав, нели, со првена една новогодишна едиција
и некаде на здравие Боже на пролет со втора сезона од Лакардиите на Паја. Што си гледам туку вака? Што се нам се ти на плаќа? Ама ми име. И после да изпадне блажо вака, блажо нака. Сложи. Што бре? Че те наметињат вечер, сестро, че те наметињат? Шо ми ставила? 2 минус. Нас не радува фактот што публиката имаше убава интеракција со тоа што беше проектирано. Мислам дека успеаме да ги насмеиме и тоа ни дава мотив плюс да продолжиме и со новогодишното издание и со сезона втора. Мислам дека мислењето на публиката е најбитно. Од нив мислам дека можеме да го извадиме најголемиот заклучок, а тоа е дека дефинитивно продолжуваме со сезона 2. За салата ми се. Блаже, ја чодам на зумба ме чека другачките. Ај чао, срска. И ајде поскоро иди у сомата. Вака. Блаже, не прави така. И немате боле. Мико. Не нямаме Мико. Как се викаш ти кажи ли? Блажо, ама сите што ме знаат, ме викат Мара. Реакциите на публиката кажаа се. Може би бевме малку така со некоја резерва, затоа што се ова се вицови кои што више отидоа у етер, меѓутоа интересот ги надмина сите очекувања. Така да, значи, баш до мене седеше една жена, не ја знам која е, буквално со марамче си ги бришеше солзите од смеја. Така да, мислам дека по-добар показател од тоа нема. Би продолжили ли со ова чудо понатаму? Да, секако обавезно, мислам, тоа што го видовме оваа вечер и тие 180.000 прегледи до сега што беа нели на интернет, ни дават обврска, ни создават обврска да продолжиме да го правиме. Значи, баш така како што најавиме, една кратка новогодишна сесија, да речеме, серија, и после тоа здравие напролет. Со нова сезона, со 40-50, може би повеќе, не знам. Оку ми е куцката, оку ми е, она нас ќе ни го растура, брако. Фока, кажи. Ами, знаеш што? Си најдо еден доктор. Многу ме боле главата. Питаш ли ме? Ми отпадна вие дел. Ама пари се пука, бе. Остана ти без Мара. Ама она и туе се пука.